Мерсел Билјани, наш прв гостин во студио 10. Добро дојдовте. Добро најдов. Петков не доаѓа во Скопје и некако стиша целата работа на ниво на релација Македонија-Бугарија, бидејќи претходно и ние рековме доста е, оно што вие го говоревте поприлично бајаги долго време и сега што? Што понатаму? Со активна блокада на собрание, со барање предвремени парламентарни избори? Добро, тоа е најмалку ни треба сега парламентарни избори, а тоа ништо не менува практично. Ако за мене логиката на Мурто и Курто, ништо не сме направиле. Значи, јас би се фокусирал на релациите Македонија-Бугарија. Мислам дека кај постојниот бугарски премиер постои желба, но реално кај нивните коалициони партнери, значи има таков народ, посебно структурата која е по-жестока во тој аспект. Тука е председател на државата, тука е бившиот советник на премиерот на државата, министерот за одбрана и така, и надворешни работи и така натаму. Значи, тоа е проблем сериозен, но мислам дека притисокот е огромен, не само од Брисел, туку од Вашингтон, за да се изнајде решение. И без оглед на тоа што пораките кои пристигнуваат се песимистички, и јас мислам дека во голема мера верувам дека ќе се изнајде решение дури во состанокот на Европскиот совет, што претпоставува значи лидерите на членките на Европската унија. Верувам дека тамо ќе се нуди некакво решение со логиката земи или остави. Уште повеќе кога практично Бугарија ќе носи вина ако стави сега вето. Уште овој пат. Не само што ќе има објективна одговорност што ќе се случи во регионот. Во услови кога практично имаме војна во срцето на Европа, туку ќе сноси одговорност во смисла на ипотека која Бугарија ќе ја сноси долги години затоа што била виновна во одреден период и сега практично Европската унија тргнува кон реформите за да се укине ветото, а дежурен виновник ќе биде Бугарија. Шефица на кабинет на председателот на владата на Бугарија, на Петков, Лена Бориславова, наскоро нема да има посета, тој го говоривме. Да, тоа Таа потенцира дека како што неколку пати најави и самиот Петков, промена на бугарскиот став кон ветото што ќе биде можна само со постигнување на широк консензус помеѓу владеачката коалиција и опозицијата, е невозможно во овој момент во Бугарија. Нагласи дека Бугарија не бара малцинство во земјава, туку вклучување на бугарите како државотворен народ во уставот на Република Северна Македонија со цел да ги имаат сите права што ги уживаат и другите народи. Значи, ова формулација е толку контрадикторна во себе. Да, но ова веќе само не одличува. Прво, значи не прифаќаме позиција на малцинство. Потоа треба да биде државотворен народ, што практично демодирано. Тоа не постои сега државотворни народи. Граѓаните се државотворни. И трето, исто како другите народи. Значи, ако се исто како другите народи, значи тие имаат статуста. Тука е нашиот устав не ги спомнува како малцинства, туку им дава статус на дел од народот кој од албанскиот народ, од турскиот народ, од така натаму. Значи, што избегнување на таа перманентно како изгледа како ипотека и повеќето заедници кои не сакаат да префиксот малцинство да го држат, те асоцира нешто кој ги деградира, а реално статусот малцинство во Европа претпоставува позитивна дискриминација, но ние сме далеку значи од тие структури. Излегува дека Бадијала инвестираше, ако може така се каже, генералното седници во Петков и во Ковачевски на некој начин, но ништо нема да има од сето тоа. Дури Бојар Османи каже доста е, ако во јуни не добиеме датум за почеток на преговори или не се одржи прва меѓувладина конференција, се поизвестно е дека нема да се случи, дека нека се тераат работите на ниво на работни групи, меѓутоа фокусот нема да биде ставен.
И сега претпоставам исто се случува и со апропо Петков што го кажа, ја откажува седмицата. Ќе видиме што ќе се случува другата недела на 24 мај. Ковачевски најави дека ќе оди, да видиме дали ќе оди Петков, дали ќе оди Радев. Значи, овде веќе доаѓаме до ситуација која што вие ја велевте уште пред колку месец-два, кога велевте да ја олабавете со Бугарија и тргнете се веќе од таа Бугарија, не мора ни да преговараме на крајот до денот. Мислам дека премногу бевме фокусирани дека по секоја цена мора да добиеме датум, а тоа не тераше да бидеме многу попусливи, дури инфериорни во однос на комуникацијата со Бугарија. Мислам, за тоа што бара Бугарија во нормален свет, тоа е абнормално тотално. Значи не можете вие цело време да истират дека некој народ бил тако. Па и може би бил, не знам, и да се биле сите Бугари. Не се чувства сега завршува приказ. Важно е за модерниот корпус на човековите права, што моментот тој колективитет чувства. Ние ако идеме по таа логика, рикваш за видиме кој што бил, понатоа веројатно ќе стигне кај мајмуните или кај и што пора кај амебата или парамециумот кој се организми едно клетка. Значи, мислам дека требаше по-смело да разговараме со нив. До тука е, и тука разговарам не тогаш тоа е ипотека на Европската унија, а зашто не се брза многу за преговори, кои ние 100 пати сме го кажали во ово студио. Да. Значи, стварно преговорите не значат ништо освен реклама. Ако сакаме реклама, тој преговарат и други држави, па ништо не постигнат. И сега, доаѓаме на тоа што го велевме ти и јас пред неколку години. Значи, не треба ние да трчаме по членство, по секоја цена, туку е важно да влеземе у пазарот. Пазарот кој знае да се балансира финансиски од другата страна, и ние не можеме како слаб пазар и како слаба држава да се справиме со европскиот пазар, со германскиот пазар, холандскиот и не знам кој друг пазар. Но тоа има меанизам на балансирање. Ако тука влеземе, ама зошто треба да трчиме за членство? Ќе станеме членство кога ќе се создадат околности. Не ни е важно ние да учествуваме во, не знам, Советот на Европска Унија, Европскиот совет, комисијата или парламентот. Што ќе кажеме? Ние во нашиот парламент ништо не кажуваме, се расипуваме. Па ќе средиме во нивниот парламент. Кажете ми, сега како би се одвивала ситуацијата? Мислите дека ќе се одвие Албанија од нас? Ќе не раздојат? Не верувам. Дури Рама, што мислам дека е доста, веројатно има многу информации и не го форсира прашање многу. Тој знае да комуницира скоро арогантно со европејците кога идат, ние ево се надеваме, скоро сме тука, и тој знае да каже, надежи имаме колку сака. Кажете конкретно ако имате нешто добро, ако не. Да, и така што не гледам дека Рама форсира многу тоа прашање. Не, дури ги искара последниот на кој самит беше. Тој форсира сега Западниот Балкан, што мислам дека е здраво. Значи да се создаде наш заеднички пазар, што сме навика да живееме подолго време и технолошки не сме далеку едни од други. Конкуренско ќе биде поздраво и ќе зајакнат конкуренција. Дури ќе има и такви меанизми во рамките на Западниот Балкан и лично јас силно го поддржувам Западниот Балкан, не само како точка која невралагична знае да биде експлозивна, а пазарот е тој што ги помирува луѓето. Замислете, значи Франција, Германија или Франција, Велика Британија се бореле со години. 100 години со Велика Британија. Замислете сега дека може да избие војна меѓу Британија и Франција или Германија. Нема шанси. Зошто? Сето тоа пазарот го има неутрализирано. Луѓето почнат да чувствуваат една заедничка територија која има, секој се има своето, не имаме многу што заедничко, така функционира. Психолошко тоа се чувства. Нам ни треба тука. Цело време не можеме ние да пуцаме по ровови еден на друг, да пратиме пораки, а луѓето ни бегаат од тука. Западниот Балкан ќе се празни ако почне с ваква опака логика. Вклучително ние. Ние предничиме пред сите држави, после нас е Босна, што избегат луѓето од својот дом, од својата држава. А кај ќе стигнеме за 30 години? Нема да останат луѓе тука.
Добро, Европската унија, кој што уште еднаш потврди дека е, сега да не го употребам оној збор кој што се вели за Европа, нели Вавилонска и така натаму, меѓутоа уште еднаш покаже дека игра дволично. Со целиот регион, со Западен Балкан. Ево сега го форсираат Вучич конечно и Германија да одлучи да се приклучи на санкциите кон Русија. Вучич пак балансира постојано, не сака санкции, меѓутоа еве ние на наша кожа игра со јавноста, да убеди па, јавност. дури имаше и изјава, дека мене не ме интересира што ќе кажат ниту Америка, ниту Русија, ниту не знам европејците, мене ме интересира мојот народ, колку и да звучи тоа популистички, а и популистички со таа драма што ја прави тој, меѓутоа Европската унија покаже една поприлична неспособност кон однос кога во прашање има Македонија и Албанија. И таа приказна, знаете, почна со Макрон, со таа методологија, тогаш нели ние бевме на Македонија беше напред, па да ја тргна, да, и тоа е де факто иде јуре вето, па потоа, односно мерење на силите на Макрон со Меркел, и ете го Макрон сега дојде на власт, и сега како коментирате ова, например? Тој на почетокот на својот мандат предложи Европска политичка заедница, која што е неприфатлива за многумина, наспроти растечките повици за брз прием на Украина во Европската унија, повлече кочница при неговата посета во Берлин и при тоа предложи нова политичка заедница во која би се собрале сите земји кои нема да успеат или не сакаат да влезат во Европската унија. Тоа мисли за Британија и Норвешка. Да, сега читам од Deutsche Welle, баш Дури читам Ирска. овој текст. Дури Ирска. Кој Значи, е, има некои што е држави кои не поентата сакаат на сето? Е, Мислам дека дури ние не сме ни во оваа приказна. Да. Не све. Сигурно? Ова приказна, да. Туку се предлага една асиметрична конструкција која може да биде логична. Велам логична соодветно на констелации на сили кои моментално се во Европската унија и во самата унија имате бројни тешки проблеми, не големи, мали проблеми или големи тешки проблеми. Например, огромни пари прима нели Маđarска, кажи Орбан? значи меѓутоа во сегментот на правата на човекот и некои други сегменти како што се медиумите и судството, тие драматично ги кршат европските прави. Од прилика тоа го прават и пољаците. Значи и Полска. Значи Унгарија и Полска практично се дел од Европската унија и тие го јадат дел од најубавиот колач, но стандардите во однос на судството и во однос на медиумите се тука, да не кажам балкански, или близко до балкански, и затоа Европска унија е проблем како да функционира. Значи, од еден дел е Бугарија и Романија кои биле сиромашни држави кои користат огромни средства за да се балансира пазарот. Меѓутоа продолжува со криминалот и корупцијата како ништо да не се догодил кај нив, дека нема никакви обврски во однос на членството. Значи, Бризел има обврски да им даде пари, ови немат обврски да дадат отчет во однос на судството и медиумите. И таа асиметрија, мислам дека не случајно прво е покренато како предлог од страна на италијанскиот премиер, значи, потоа како второ, верувам дека не случајно, тоа претпоставувам координирано, значи иницијатива од италијанскиот премиер, потоа како посериозна иницијатива со елементи на визија, да не кажам предлог визија, дал Макрон. И на крај се согласи и Шолц, значи премиерот или канцеларот на Германија. Значи трите најважни членки, очигледно дека другите се спротивставаат, и ќе загубат нешто. И што е најлошо, не е бас лесна работа. Ако се сеќавате, кога падна Европскиот устав, тоа беше 2005 година. Значи кога падна референдумот во кажете во Оландија и Ирска, и требаше, значи, 5 години, не, 4 години. 2005-та, 2009-та ние Лисабонски договор. Значи, требаше 4 години да се работи, да се среди комплетно сета таа разлика меѓу државите и не верувам дека брзо ќе се случи ово што го предлага Макрон и дека
го поддржува и Шолц и италијанскиот премиер, но и не верувам дека ќе можат долго да закочат државите кои не се согласува со ова. Така што ќе имаме една расправа, огромна расправа која ќе потрае најмалку 2 години. После ќе се канализира на која насока. Оти знаете како е. За да пристапите кон измена на Лисабонскиот договор, треба да имате консензус. Сите да се согласат. Ниеден да не е против. Тоа е проблем на консензус кој треба да се укине. Бар најлогично, мислам дека идната конструкција треба консензус минус 1. Ако е проблем Бугарија, минус Бугарија. Океј? Да. Па потоа решавате ги прашањата внатре. Значи, тоа е логика, не може Бугарија јас јавно го кажам, со абсурдни барања да блокира една држава која е од витален интерес во ситуација која е безбедно состојба критична и во регионот и во целата Европа, да не кажем и цел свет. Значи, таква неодговорност, а цело време примате, ево, Бугарија лани, прима околу 3 милиарди евра, тоа се огромни пари, неповратни пари. И вие пак си терате руска политика, не руска, окей, Русија една држава која има своји историјати, еден народ кој исто така е почитуван, но путинска политика. Значи, логика да се интервенира војно на една држава членка на Обединетите нации, што е строго забрането, дури е меѓународно кривично дело да се нападне држава. Кога ви зборував дека Макрон не ја споменува Македонија, практично тој ги набројува Украина, Велика Британија и Босна и Херцеговина. Да, мислам дека ако би отишол да го спомне, да спомне Македонија, би требаше да спомне 10 други држави. Проблемот е, значи, Велика Британија која го напуштил европскиот пазар и сега економијата тоа го чувства, оти е загубен делумно еден добар пазар и плюс ќе избегна големи инвестори, едновремено плашејќи дека ќе се воведе некаква царина меѓу заедницата или Унијата и Велика Британија. И сега Британија сака економски да се врати, како што е Норвешка. Норвешка е вклучена тотално у пазара, не е членка на Европската Унија, 2 пати има државно референдум, едниот 71-а, другиот 83-та или 4-та. На сите на двата референдума, значи, тоа е исто. Истиот процент за мал процент луѓе не прифатија да бидат дел од Европска Унија и зошто сега да ги спречиме, а баш тоа е... Може би не погреши да сватиле дека ќе треба да даваат пари тамо за некој да... Така, баш таа логија може би во иднина ќе ги нафати сите балкански држави. Но проблемот е можеме ли ние да создадеме држава кај нас дома по нема да кажеме европски стандарди, бидејќи и тамо веќе променет комплетно системот на вредности, но онако вистински вредносен систем можеме ли ние да создадеме сами, способни ли сме да седнат, например, не знам, Ахмети, Мицкоски, Ковачевски, сите да седнат на заедничка маса и да се договорат, например, како треба да изгледа една држава, да нацртат контури. За да не изгледа смешно, например, како Крешник Бектеши, кај што се правда, извинете, јас сум албанец од Северна Македонија, мислам. Многу питно. Добро, тоа кога се прашува албански, има друга конотација од тоа. Значи, ако те прашува во Македонија, дека вие како македонски министер, окей. Ако те прашува албански, зема друга конотација. Значи, ево, например, му кажува некој, ти како министер Хрват. Значи, не му каже хрватски министер, туку ти како министер Хрват. На превод тоа така изгледа и затоа претпоставам тој не реагира. Ама и да реагираш не представува ништо, тие се испрани од такви ипотеки во Албанија и тоа е за нив страно. Не, добро, таму имаш албански и македонски министер, без разлика дали си албанец или таа го прашува како министер, не го прашува дали албанец или македонец. македонец. Но сега прашањето дали може. Прашањето е дали сме ние способни како држава да сами да функционираме. Бидејќи некако се залепивме до таа Европска Унија. Но не знам дали воопшто можеме со постојната структура која е изградена по долг време и има создадено своја култура или некултура. Своји стандарди или нестандарди
И проблемот е ментален скоп се смени. Значи, за да бидеш честен, сега не е лесно. Искрено ќе ти изеда структура на околу вас. Да. И тој е проблем, значи како, пошто ние пропуштивме шанса 91 да тргнеме со Словенија, тогаш имаше честност во свеста на луѓето, значи имаше честотија и во кодот, менталниот код на политичари и на луѓето. Значи прво луѓето ако тогаш претпоставам дека ако некој бил корумпиран со 5.000 марки, 10.000 марки, ама и тогаш беше срамота, значи да се пие кафе со човек кој има земено мито 2.000, 3.000, 4.000 или 5.000 марки. И значи тој исчистен ментален код дава можност за конструкција на нешто поздраво. Кај нас е контаминирано колективниот ментален код. Кај сите. Значи, ако не си зборувам за просечниот човек, мисли ако си корумпиран, халал да ти. Браво. Си успел, ти си успешен. Да. И сега, како од таа структура ќе произлезе, значи од таа смеса, ќе произлезе функционална и одговорна конструкција владина. Не сум многу оптимист. Ја мислам дека едино со срански притисок, огромен притисок, да се создаде форма на владење. Добро, сами не можеме. Не сме способни, не сме кадар. Конечно сега не. Значи, порано сме можели. И некој со право може да праша, а зошто Македонија беше така, добра функционална држава пред 91-а, така ли беше? Па добро, и почетоците вие се сеќавате, Така, како пратени до код ПДП, да. 95-6, до 95-6, значи имаше функционалност, имаше одговорност кон државата, кон луѓето, кон мирот, кон напредокот. Сега мислам чини се е фокусирано што лично добивам ја у джеп. Ако таа логика Така и кај луѓето е направена така матрицата. И кај луѓето и кај функционерите. И затоа не сум велам дека не сум оптимист голем. Треба огромен притисок, странски, дури некој мониторинг. Прво, велам, со демократија не е проблем. Видите што прави СПАК во Албанија. Тоа е конструкција како обвинителство специјален, подпомогнат и финансиран од американците. Сега имаме над 6 министри, не само бивши, и од оваа структура, од Рама, ги имаме у затвор. Имаме поставка пред тројца, четворица министри. Од бивш председател на државата, од бивш премиер, значи комплетно овие двајца. После ќе ги гледаме можеби у притвор за не знам, 5-6 месеци наредни. Значи луѓето гледам, разговарам со нив, владее страв кај функционерите. Секој што направи било што уминато се плаши дека тоа ќе му излезе на површина. Значи ни треба и нам некаков таков СПАК. Оти сите луѓе во наредни 30 години што правиле, за сетица би требало да завршите у затвор. Тогаш ние ќе воспоставим систем. Ако не успееме тоа да го направиме, нема да успееме да воспоставиме систем. Ќе продолжиме вака. Не знам колку ќе трае. Ама веројатно ќе цената ќе биде што луѓето ќе исчезнат од оваа мапа. Добро, Европската унија како ќе излезе од оваа приказка? Бидејќи ова е пораз и за нив. Знаете, тие не прелажеа со референдумот, со референдумското прашање, дали сте за влез во НАТО и во Европската унија, што никој не ги тереше, дојде Меркел, Макрон се обраќаше по видеопорака, доаѓаше Тереза Меј, британската премиерка, не знам, еден куп странци се надојдоа. Па затоа ова што кажувате е тоа што јасно. Значи слегува дека Европската унија е лажов и јас очекувам дека после ова, после јуни, дека ние навистина ќе имаме огромен број на евроскептици. Се губи авторитетот, значи ако едно време сме мисле дека функционер на Европска унија која ќе каже нешто, тоа мора и да се оствари, сега никој не верува на тоа. И има со право велиш дека се девалвира комплетно и таа структура и нивните искажувања и нивните ветувања и доаѓаме до ситуација на тотална апатија, луѓе не се ни Господ не може веќе да ни помогне. Значи не излажа сите, на ником нема да ја верувам и тоа е апатично расположение колективно што е уште полошо.
за ситуацијата. Затоа јас не случајно реков на почеток, на ова е свесна Европска унија или кремот на тоа што се вика Европска унија и мислам дека ќе прават се што можат да се изнајде некој решение сега у 6 месец, без оглед на тоа што во Бугарија гледам дека сегашниот премиер се чувства осамен во неговите напори да каже дека наш интерес витален, мислам за Бугарија, наш интерес витален и Македонија да биде членка на Европска унија, ама убеди ги, нели, таа структура околу председателот на државата на Бугарија, па ќе види дека за тоа се кријат многу што нема врска со Европската унија. Ни со стандард, ни со демократијата. Мислите ли дека, не мислите ли, светот се покажува дека отидем во бестрага, како да кажам. Прво беше корона кризата, ние веќе колку 3-4 година, 4-та година сме во криза. Прво короната, сега руско-украинскиот спор кој што се уште трае и веќе ако приметувате тој поминува така во вестиот свет како да е, не знам, нешто нормално, да најавувате. Веќе сите држави циркулираат, не циркулираат, туку се влезени во некоја нормала, се подготвуваат за зима. Реално, колку она што го кажува Вучич, дека, па и наши го кажуваат, дека ова ќе биде најстрашната зима последниве 70 години. И тоа излезе поприлично попарен, народски кажено, од средбата во Германија и го соопшти сето тоа. Потоа го потврди и нашиве. Да. Мислам дека Вучич, ако веројатно ги имате изјавите негови последниве 3 дена, значи јас тоа е давање изјави кои се менуваат една крајност до друга, осцилираат од крајност до крајност. Значи од една дека ние нема да воведеме санкции кон Русија и потоа дека многу нашиот народ ќе загуби и ние со болно срце мора да воведеме санкции. Тоа е реториката, начин на комуницира, многу интелигентно. Не, добро, таа реториката ми е позната, не е позната на луѓето, но дали навистина ќе не очекува најстрашната зима после 7? Мислам да сум експерт по енергетика, но проблем ми е што па не само енергетиката овде, и храната е овде. Да. Значи први ние имавме здравствена криза. А баш како што ние претhodно ментална криза сме имале, продолжуваме да имаме ментална криза. Значи сме имали здравствена криза. Потоа енергетска криза која ќе продолжи, оти не може да се станија толку брзо, и криза, безбедносна криза, ова што у срцето на Европа се случува војна. И што и да се направи, кога почнат да војна, многу експерти познавачи по таа материја велат дека војната и кога запира, последиците се во наредни 3-4 години. И тоа што вие велите, значи, прво Украина, па и Русија, се големи производители на жито. Значи, со процент, ако земе во однос на Европска унија, значи негде 20% од пазарот на Европската унија. А во рамките на светот е познат пазар. Украина, па и Русија. Значи тој пазар не знам колку ќе биде сега функционален, верувам дека најмалку 50% ќе падне производството, ако не и повеќе, оти луѓе се фокусира во војна. И никој нема да се жито кој може да му го запали некој. Не знае кај да го продава. Сега огромни резерви на житото што ги има моментално Украина, тие се таму, оти не можат да се товарат на брод. Оти Одеса и Црното море се контролира од руските бродови. Тоа е реално. И мислам дека така, но не е тоа најлошото за нас. Ние сме навикнале секогаш криза. Мислам дека може ќе не опамети делумот и ќе ги опамети другите, тоа ќе фати вали кај нас. Значи кај нас не е проблем. Како да ја развиеме државата? Кажете ми вие, ево, јас пробав на секој начин да гледа визија. На која насока Македонија ќе се развие? Која гранка, која област, која структура, каде и што? Не гледам. Значи, немаме ние визија, ние се движиме денес за утре. Значи, адхок, преземе и действа, или санираме нешто, интервенираме, цените тука, маржата таму. Значи, не е тоа. Значи, реално ние од почеток, туку не е полеса сега. Од почеток немаме визија, развојна визија, немаме анализи за ресурсите наши.
И како да ги експлоатираме тие ресурси и да ги ставиме во функционалност. Немаме. Значи, кај се тие туристички точки, кај се тие, кај што можем да развиеме земеделство, кај што може да развие органско земеделие, органски производство на земеделие, кај е тоа што можеме рурален туризам. Значи, проблем не е тоа. Немаме Ние имаме проблем, како рековте вие, ментален е проблемот кај нас. И јас не знам како ќе излеземе ние од целава ситуација, бидејќи некако го без живееме, некоја друга живееме помош, како не. ден за ден. Иако се најавува, еве, гледам и го читав и Фатмир Бесими, затоа ќе ме интересира и што ќе каже Народната банка, дека најверојатно ребалансот со кратењето нема да биде доволно, дека ќе треба и предпоставам Да се задолжиме уште повеќе. и евроврзница и тоа задолжувањето предпоставам сигурно ќе стигне некаде до кој милиарда и сега кога имате проблем со нашите електрани, државните електрани и вие сега него да редуцирате проблемот, него решавате веднаш проблемот, а знаете кај е проблемот, бидејќи електрани постојано бараат уште 100 милиони, уште 100 милиони, уште 100 милиони, не бараат, не знам, 50 денари. И тоа е дупка која што постојано оди и сега никој од политичките фактори кои што се одржаваат не приоѓаат на решавање на проблемот. Да видиме што е проблемот. Немаме производство на струја. Постојат од проекти, Србри, Галиште, имам полно проекти ги имам што се години ги вртим. И што прават политичките структури? Не се нафаќа да градат хидроцентрали. За да градите хидроцентрала ви треба 10 години. А они не резонира со логиката на 10 години. Резонира со Па логика 10 4 години се години. утре. Па таа логика енергетска. 2-3 години да се фалам со тоа. Да. Земам акасите, окей. Значи не штом не сакат, не дека нема се, не сакаме да имаме стратегија. Долгорочно со што сега да ги користиме бар постојните капацитети. Експертите велат, не јас 80% што ги имаме, сега ќе бевме извозници на струјата, значи просечно милиарда евра ќе добиваме годишно во оваа криза. Ама сега пак се навраќаме. Па добро, ние извезувавме. Кога имавме, извезувавме и кога Сега увезуваме и тоа. Не, сега увезуваме и тоа многу увезуваме, меѓутоа страшното е што извезувавме и покрај тоа што сме увозно зависни. Меѓутоа тоа е друга тема. Сега ова со МПЦ претпоставам, не знам колку го следите, колку не го следите, меѓутоа колку тоа што го направи Вселенската патријаршија може да биде еден вид утеха за евентуално недобивање на датум за почеток на преговори, бидејќи е затварање Мислам дека е единствена светла точка е. Тоа што се случи, сега претпоставувам тие познавачи на таа материја би треба да ги знаат од кај се тие сили што го форсираат моментално тоа. Значи, од и ние со Српската православна црква колку имаме спор 60 и нешто години. Дури и кога Југославија, и Тито кога бил жив. И сега наеднаш се појавува, значи, еден поинаков пристап, кој верувам наскоро, за некое кратко Какви се време, најавите? значи, Меѓутоа, дали ова заврши може да го работата доведеме во- во политичка корелација? Да, најверојатно, значи може да се смета како еден, дури да е среќен, еден успех. Значи кој може некој да се пофали, има и легитимно право да се пофали. Оти ова мислам дека ова работа е покрен посериозно последниве 5-6 години. Отприлike делот таа комуникација индиректно бил и јас со одредени луѓе тогаш и меѓутоа таму работа не се менува толку брзо и сега доаѓа во една ситуација кај е се песимистички, доаѓа едно такво оптимистичко решение, бар ако имате проблеми едно се решава или на пат да се решава, тогаш бар ќе почне да веруваат во себе. Од проблем од нашо не веруваме ние во ништо сега, ниту во себе. Да, тотално сме уништени, ако можеме така да кажем, и мислам дека ќе порасне поприлично бројот на евроскептицизам во Македонија, кога во прашање на тој датум за почеток на преговори. Сега, ако не земеме датум, мислам дека не ќе расне евроски, ќе згасне. На луѓето ќе им стане. Што ние ако земаме датум веќе не е се исто дали си добил или не си добил. Барем така прецепираат веќе луѓето.
И сега малку на домашен терен. Например, како вие цените оваа активна собраниска блокада, како што ја нарекува ВМРО, кој што се случува во парламентот? Тоа е најглупо решение што може да нам се случи. Значи, кога сме болни од сите страни, ни удират уште повеќе. Значи, не се изборите лек, моментални. Значи, се растуривме од избори. Луѓето се и уморни од тоа. Јас и последна колума ми беше во таа насока. Јас би ги поддржувал многу јавно опозиционите структури ако нудат визија, дури и законски измени во насока да направиме функционална држава. Кај што мери системот ќе биде главна точка. Јавно ќе ги поддржува на секаков начин. Значи, ако тогаш немаше да биде и проблем за кадри на кои се независи, кои не сакат во една партија, дури да се членови на ВМРО. Ако правите селекција врз мери системот, ама тоа, само тоа води кон напредок. Затоа велам, не сум ја оптимист, и гледам и денеска партиски списоци се тие кои доминираат во тоа кој дали ќе биде применна работа и што ќе стане понатаму, која функција ќе ја добие и колку ќе унапредува. Значи, тоа не е проблем. Значи, не ни се проблем изборите. Верувам дека после избори, да има избори, прво ќе трошиме многу пари во оваа ситуација, ќе трошиме многу време во оваа ситуација, многу нерви, а нема ништо, пак ќе добиеме партиска структура. Ајде, јас би ги поддржал да барат диалог, сериозен, како ќе ја правиме држава. Океј, тоа е легитимно, морално и дури прифатливо е. И здраво. Ај тоа да барат сега избори тотално е. Да, и реално бараат диалог, меѓутоа не знам колку го добиваат тоа и бараат за да бидат информирани на некој начин условно кажано, но не и си, и ова е некој начин на работа на опозицијата е да дојде на власт. Но сега методите и начините кои што ги бира, да. Тоа е, но сепак разговарајќи со луѓето, дури кои се противници на постојната власт. Вела, ама секој ден ќе држиме избори. Уморни се, стварно луѓе Да, сакаат уморни се и веќе и влада и апатија кај луѓе. И затоа велам, таа партија која претендира власт, нека се фокусира, дури ќе има поддршка, да ја во оваква ситуација кај светот дефокусиран сега. Ние не сме у фокусот на нивните интереси, но веројатно некој ќе пратат човек кој ќе каже добро, окей, тргнете по оваа работа, правите систем од вредности. Дај да изградиме систем од вредности. Ова ни треба. Не логика тоа што го почнавме разговор Мурто и Курто. Сјаше Мурто да узеше Курто или обратно. А луѓето ништо не добиваат тоа, пак пешачат. Мицкоски најави седница на извршниот комитет за следните чекори на оваа партија и како вели ова е стратегија што многу ќе трае и нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Веројатно ќе очекуваме веќе малку и по динамизирање на целата состојба. Таа Џафери веќе е нервозен, влегол во една замка, претпоставам сите ја слушнаа таа аудио снимка, меѓутоа очекувате ли да растат тензиите однатре меѓу партиите? Не. Мислам дека ќе продолжи, ќе се измор. Оти луѓе остана во таа насока нечувствителни. Значи да пцувајте, да викате, каже окей, нивна работа, или ќе ви каже подала или не одговори на култура, тоа е нивен став што ќе каже. Но не се спремни и тие да се наелектризираат заедно со функционери. Оси функционери се наелектризираат, да губат нешто или добиваат нешто. А луѓето нити губат нешто, ама не добиваат ништо. И не можете колективно да создадете, значи, критична јавност која ќе го мобилизира за нешто да сруши тоа. Луѓето се скептични во таа насока и не се нафаќат на тие нервози што се задаваат природни или вештачки или измислени. Луѓето сакаат систем. Стварно сакаат систем. Огромен број луѓе сакаат систем. Кој ќе функционира? Да. Зошто нас не ни функционира системот? Па не можеме кој бил власт, сега се плаши, ја загуби власт што се служи со него. Значи, додека бил на власт, не бил на чисто. И значи,
кога борбата за власт се поставува како борба за екзистенција. Кај нас сите избори се за живот или смрт. Да, за живот и Готово, смрт. Тоа е поубаво го кажа, значи како борба за живот и смрт. Тој е проблемот, да никој не прифаќа да биде дел од смртта. А Се што е сака да биде смртта? дел од живот. А што е, ако си опозиција е смрт? Ако си опозиција, а не си на чисто со тоа кога си бил на власт, тогаш е смрт за вас. Па Тоа е добро, проблем. ние ако гледаме сега од она нема правда, нема мир. Гледаме дека Добро, ама логиката е тоа. Оти тие големи играчи и после смените на власт пак ќе бидат другари на новата власт и тоа се покаже функционира. Но има многу други кои нема таква позиција. апатијата меѓу другото е создадена од системот и да превршено самоаветот, апатијата е предизвикана и од нефункционалноста на системот. Недоверба кон институциите. Дали тоа некој свесно го прави овде во нашава држава? Говорам, сега можеби е невкусно, не теорија на заговор, меѓутоа немаме образование. Еден нешто да каже против некако и сите веднаш така на Facebook се лепат, знаете, никој не проверува информација. Некој не знам ќе каже ова не е така, не знам што ќе биде и луѓето губат, едноставно немаат доверба во Ама со право институциите. нема доверба. Оти, ако сака да направи нешто, на што ќе веруваат луѓето? Ќе земате врвни експерти, внатрешни, па и надворешни. И тоа ќе го објасни детали што сака да постигнете. И дека тие ќе ви направат визија. Образование, здравство, култура, не знам што. Тогаш верувам дека 90% од луѓето тоа ќе го поддржат. Но ако вие импровизирате и од старт имате партиска боја, луѓе ќе се Не, спротивстават. видите, например, имате уставен суд кој што не функционира. Колку се останати? 4-5 се во пензија. Сега не навлегувам во политичкиот моментум, тоа иако може и тоа да се дебатира, кој се влегува и во уставен суд. Но практично е нефункционален. Имате нефункционален уставен суд. Имате собрание кој што функционира како што функционира, односно не функционира. Имате пратеници кои што се и тоа како послушници на тоа што ќе им кажат лидерите. Собранието наместо да биде надзор на владата, како да излегува, како да е Да, обратно. и произлегува Тоа е дека во функција, собранието е сервис на власт. Да, изгледува дека е сервис на владата. И тоа го имаме веќе години наназад и се тотално помешани лончињата. И сега вие во една ваква ситуација треба да седнете и да Али Ахмети излегува дека е недоставен, недопирлив едноставно. Кај албанскиот блок, гледам има конгрес вчера, алтернатива, Африн каше пак, нешто Скендер Реджепи не се појавил. Меѓутоа и тамо не се гледа кај албанската опозиција, останала неприкосновен Ахмети, или греша. Тоа е партиски, но вие ако ги прашате луѓето, тие ќе најдете на куп обичниот народ кој што е од Добро, албанско. првин ќе почнува тоа, после да се навратам на тоа што го поставя како прашање како може да врз некој проект да имаме довера и поддршка на луѓето. Значи, првин кон постојната структура. Мислам дека, за жал, опозицијата, добро, сега алтернатива веќе дел од власта, значи опозицијата немаше визија како треба да се развие државата. Со кои капацитети, со кои модели, со кои луѓе и кај ќе стигнеме. Логика беше да се смени ова структура, да дојдеме ние. Ако таква логика има дека е просечен човек, тогаш добива структура на власта. Знаете зошто? Затоа што таа е тамо, некој го задоволил, повеќе има начин да влијае кај луѓето. Значи, не може опозицијата, ако не успеат да создаде критична маса за победа, никогаш нема да победи. Значи, нема посеби. Тие очекуваат да се забарат гласачите, гласајќи за Дуи, потоа ќе гласат за опозиција. Не, гледат дека не се забарат. Иако Дуи беше готов пред 6-7 години, кога едва се спаси, сега пак зајакна. Не зајакна Дуи, ослабне да тие од опозицијата. Оти кажам, без визија, никој веќе не ви верува. Што и да каже. Конкретна визија, кај што ќе имате релевантни фактори, експерти, дури и странци, ќе каже точно што ќе правите.
тогаш ќе почне да ви веруваат. А не, вие почитајте ги изборите програми. Тоа се како личат од јајце до јајце. Да. Ништо нема, пазарна економија, слободна е во ова, слободна на тоа и ништо од тоа. Значи луѓето не се нафаќат на тоа и затоа власта во голема мера, зборам кај албанскиот дел, стално победува. Кај македонскиот дел имаме друга објективна. Две се ВМРО и СДС. Да, ВМРО и СДС и секогаш, например, таа што е дел на власт, едно време кога беше ВМРО, ќе се обвинуваше дека како што вели дуи, значи како што свират, така играт и добива ова структура по логиката на инаето. Сега се прави истото, а нема врска ни првото ни второто. Значи и тука и кај условен македонски дел и кај албански дел не гледам дека има јасна визија како да ја извлечеме држава. Стварно сакам да ја видам таа визија. Па Не јас може да ја се надевам дека ќе ја видиме многу наскоро. Ви благодарам што бевте гостин во студио 10. Берсел Билјеле, универзитетски професор, поранешен пратеник во Македонското собрание во тие дамнешни убави времења за кои што се сеќаваат по старите генерации. Овде правиме пауза и се враќаме назад, како што најавив ќе се вклучиме во пресконференцијата на Народната банка, каде што треба се презентираат априлските макроекономски проекции. Видете со нас.